Во Подбеласичко смолари замириса на печен костен. Смоларските домајкини ги запалија огновите и ги почестија гостите и намерниците со вкусниот костен, а домаќинките ги покажаа марифетите во подготовка на кулинарски дела со костен. Видете, минатата година беа 500 кила, сега се 800 кила костени се печат. Оваа година костено беше малку послаб род, али квалитетот е добар и така да се збера костени, се купеја, се ставија овде. Имате ли откуп на костено? Имаше оваа година костено имаше многу добар откуп. Беше од 80 до 120 денара по откуп на килограм, бидејќи го немаше многу. И затоа имаше добра цена костеното оваа година. Го има насекаде, не се како смоларскиот костен. Прочувен смоларски костен, секоја година и оваа година под дејство на општина Ново село, местна заедница, решивме и оваа година. Гледате каква ситуацијата, се терат многу костени, се убави. Народот сака да го проба. Сака, прочувен костен, секој сака да го проба. Благ костен. Го има насекаде, не е како овој костен. Ова година, ако збориме за родот беше, за разлика од претходните години, малку послаб. Не малку послаб, него многу послаб. А зашто е статок смоларскиот костен од секогаш бил благ? Затоа што ни е такво и поднебето. Има добри услови, има убава вода, убава планина, така да костенот смоларски се троша навсекаде во Македонија. Градоначалникот на Ново село Боро Стојчев смета дека организацијата на костенијадата може да помогне за развој на руралниот туризам. Си имаме организационен одбор и се печат некаде околу 1 тон костени за сите гости. Сметаме дека ќе бидат доста. Покрај овие костени има и традиционална наша храна, спремана од нашите домаќинки, од жителите на општина Ново село и некаде од прилика ние мислиме дека има повеќе од 1000 гости во овој денешен ден. На костенијадата присуствуваше и претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, кој истакна дека ваквите манифестации се важни за пренесување на македонската традиција. Овој прекрасен продукт костенот, кој што е познат по цела Македонија, овде е наша гордост на целиот Струмички регион, посебно од општина Ново село, каде што негувајќи традицијата која што негувале нашите дедовци и прадедовци, продолжуваме во духот на таа традиција да ги собираме граѓаните заедно. Празникот на смоларскиот костен собра над 1000 гости од Македонија, но и од соседна Бугарија.